Властите ни порачуваат штедете, ама тие никако да почнат да штедат. Колку домакински работат владините функционери доволно покажува фактот дека за 3 години се потрошени над 5 милиони евра за лизинг за автомобили. И тоа среде криза, со пандемијата, економската, а сега и војната во Украина, која предизвикува драматична инфлација. Дополнително, во последниве 2 години за набавка на нови возила биле потрошени 3 милиони евра. Упатените предупредуваат дека власта непотребно се луксузира. Од Центарот за граѓански комуникации реагираат дека варијантата лизинг се користи од 2013 за која владата уверува дека е поисплатлива опција, а никако да објасни зошто. Прво што после 3 години тие возила се нови, а владата ги враќа, па купува нови. А второ што однапред знае дека бидејќи е многу мал пазарот за лизинг, однапред знае дека на тој тендер нема да има конкуренција. И трето, почнавме во 2013 со 23 вакви возила, па 40, па сега имаме 45. Освен лизингот воопшто, за околу 3 милиони евра се купени возила во изминативе 2-3 години, од кои 2 беа кризни, како што знаеме. Па од тука сметаме дека мора да се направи некаква рационализација во не само кај лизингот, туку општо при набавка на возилата, да се направи некој ред, кој може, какво возило треба да вози. Дополнителен проблем е тоа што енормните трошоци за нови автомобили се покриваат од буџетот, кој во најголем дел се покрива со задолжување. Па така, граѓаните се оние кои плаќаат функционерите да се возат во луксузни и скапи коли, во услови кога тие едва и преживуваат. Невладиниот сектор предупредува и на друг проблем околу тендерите, со кои се отвора и можност за нивно местење. Само за илустрација, Антикорупцијска предупреди дека 83% од нив се со еден понудувач. Последниот апел на Антикорупцијската комисија треба некој конечно да го свати и дека пред се мора да се образложи зошто некому му треба толку скапо возило, да се прилагодат службените возила со оние што ги возат луѓето на улица, бидејќи од нивни пари се купуваат возилата, и да се направи некој ред кој се може да вози вакво луксузно возило. Претходно беа Пасати, сега се Супер. Само се смени, да кажам, марката на возилото, меѓутоа цената остана околу иста, 40.000 евра за едно возило. Во последните 9 години преку 5 постапки за јавни набавки набавени се 160 возила кои државната каса ја чинеа над 6 милиони евра, посочи од Антикорупцијска. Иако антикорупционерите не најдоа законски прекршок, се сомневаат на економска оправданост за последната набавка која се однесува на 45 возила, за кои за 3 години лизинг државата ја чинат 1 милион и 756 илјади евра.